Добре се замислен, добре се най-приятели. Добре се отдълно да помня. Драги приятели, вечера сте тука собрани. Вечера сме тука собрани во подршка на Блаже Станков за нов мандат на националната годност. Приятели, Блаже Станков е стабилен и сериозен човек, човек што сака, знае и работеше за земјоци и човек кој што знае да излезе и со отчет и да каже што направил и да не бега од луѓе и да ги гледа очи и да понуди нова програма и да изврши таа програма. Тако човек и тоа направи. Чуваме присутно. Оно што во Македонија се случува овие денови и што на големо се турка од актуелната власт е втерување на страх, агресија, заплашување, уцени, злоупотреби од полицијата, закани и тортура. Димна завеса, за да не се види реалната слика во која што живее народ. Погледнете како овие 5 месеци додека се на власт, повеќе нема проекти, не се тема проектите, како што беа порано, не се зборува за економски достигнувања, за инвестиции, нема веќе телевизиски превози за нови училишни спортски сали или пак за училишта нови. Нема нови фабрики, нема нови водоводи, нема нови канализацијски мрежи. За пензионерите кои ги измамија и за нови проекти во земјоделието пак и да не зборува. Не само што нема, туку почна, односно најавија катење на субвенциите на оние кои што нема да имаат поголем принос следната година од ова. И го укина покачувањето на пензиите кои што ВМРО речиси редовно го одржуваше. Освен во најтешките кризни години кога имавме светски и европски должнички кризи, ВМРО речиси секоја година правеше зголемување на пензиите. Сега наместо зголемување имаме измама. Пред 2 месеци лажа дека ќе ги качат пензиите за 2600 денари месечно. Сега земавте пензија. Качана ги е за 2600 денари месечно. Не е качана. Не е качана, драги пријатели, туку имаме само 180 денари, кој што е законско усогласување. Значи, владата не може ни да го изведе и да сака. А тие, што правят? Измамата беше 180 денари, пута 12 месеци, излегува тука околу 2600 и потоа тие се обидува тоа да направи дека тоа е месечно, а не годишно. Значи имаме работа со измамници, со класични измамници. Тоа е оно што го гледаме во овој период. Еве, може да кажам исто така, дали нешто направи од централната власт овдека во Зрнац? Дали има некој нов проект? Нешто од Скопје да дојде да направи, да пуштат пари за мене? Нема такво нешто. Нема ниту еден проект и не само што немаат нови, туку и ги коштат низ Македонија тие што сме ги граделе, што ги започнавме, ако не се заврши. Класични неработници, вистински неработници. А најново е тоа, драги пријатели, што зборува и се палат со тоа, дека ќе ги намалеле, ќе ги зголемеле даноците. Јас сум навикнат да говорам ќе ги намалеле, бидејќи ние само намалуваме даноци. И ние се палате што намалуваме даноци. Во нашиот вокабулар нема збор зголемување на даноци. Во нашиот вокабулар има намалување на даноци. Ние се хвалевме дека ќе ги намалиме даноците и ги намалуваме. И ги намаливме да бидат најниски во светот, не во Европа. Во цел свет Македонија има најниски даноци.
сега сама има ново фалење. Фалење дека ќе ги изволено. Што да ви кажа? Го слушам денеска Кочо Анушев, вели ќе ги изволеме доноците и нема да биде на штета на граѓаните и нема да биде на штета на фирмите. А на чија штета ќе биде? На Грција и Бугарија ли ќе биде штета? На Германија ли ќе биде? На чија штета ќе биде? И уште додава, и ќе биде зголемувањето од корист на граѓаните. Видимо е да ви во економија нешто е учеле до сега. Дај да патиме сите држави и качуваат да носите и граѓаните користат. Ево, пријатели, навистина, ова економска теорија дека со зголемувањето на доносите нема штета ни фирмите ни граѓаните, туку имаат и корист, може да ја патентираат и да ја пратат да чека да добијат добро награда. Тако нешто ни се чува, ни се виде. Ни сите држави во светот. Било која влада, која ќе спомне зголемување на даноци, веќе се треса. Паѓаат влади за зголемување на даноци. Овде кај нас во очи извори се хвала дека ќе ги зголеме. Господа чувај да бране, што да ви кажа? И рачунаат на тоа дека тоа народот ќе си спаши, ќе ги прокупиме и така натаму. Едноставно не ги биват за работа. Имаат пари да си работат 70 души во владата, активисти на СДСМ и на Шарената револуција, и за тоа да потрошат 6 милиони денари, а немаат пари, па могаат да ги качуваат да носите да надокнадат со тоа. Едноставно не ги биват за работа и тоа се гледа. Но за сеење магла, за зборување дека животот ќе го врати, за криминални тендери кои си ги делат бигурите, за покажба на националните интереси и да одработат на штета на државата, се макери прва класа. Нема подобри од нив. И додека тоа го прават, слушаме полни усти за демократија и за некаква слобода. Заед збори за чести политичари. Дека ќе дошле сега чести политичари во архивите. Дека дошле на централна власт чести политичари, на чело со Заед, замислете, и сега он ги донел честите политичари и архивите. Каква карикатура од теза, како да ви кажа? Значи, човекот ви изборува дека он е честен политичар, донел чести политичари и ќе донел по архивите чести политичари. Па како да не го знаеме ние во Македонија. Така што, сите овие работи, цела тоа демагогија, дека носат честни политичари, дека носат демократија и слобода, а всушност на терен страв набива колку што може. Тортура, уцени, закан, полиција. Полицијата станува партнер со криминалци. Пари за поступ се делат на војна. Институциите молчат, а молчат затоа што и тие се пришли. Сега пред малку тука се распашав меѓу луѓето, викам како е тука со подкуп. Има, викам, а не многу тој што требаше да ги види си ги собрал за себе. Ама затоа вика има многу закани и заплашување. Уцени закани и заплашување. Видовме како организираат избор. И нема да зборувам само за погнатиот череп на градоначалникот на Шутовица, убиениот носител на советничка листа во Кич. Нема да зборувам само за искрашените штабови, за измислените кривични пријави на нашите градоначалници. Ќе ви пренесам искуство од она што се случува сега на терен. Например, Илчо Захарија Борштипи вели, се борам против цела влада и цела полиција. Не следат со 3 цивилни автомобили секој ден. Истиот метод го употребуваат на сега. Во Штип угледува Илчо Захариев првиот ден после првиот круг. Финансова полиција не изгледуваат. Само за да го држат дефокусиран, да се занимават со себе, да барат документи, да им дава отчет, документи и така натаму. Класична употреба на сила и злоупотреба на институциите во изборни цели. Методот е ист. Ако не успее подкуп, следува закана или уцена. Например, Тони Трајковски го гази баба, кандидатот, и вели, еден ист човек од СДСМ секој ден, по цел ден дели пари во Јорумели и во околните населени места. Среден дел ден и махани. Приуваме во полиција,
нема реакција. Ги информираме наблюдувачите мисии, но тие се неми. Во Новац им се заканувале дека ќе ги извркаат од секвито. А во Скопски хутор, полицијата, активистите на СДСМ и криминалното подрачје се едно, исповрзани и во најголемо партнерство. И тоа е сликата во скоро секоја општина на Регија, каде се има избори во вториот круг и таква беше во природата. На вакви африкански избори, дури и најкриминалните земји во светот, може да позавидат. Ги претркаа и Кенија и Сомалија. Но едно треба да знаат дека колку повисоко летаат облаци, толку поболно ќе биде паѓањето. Се обидува да го скрешат ВМРО, да го покажат како поразено, со закани по луѓе, со закани во администрацијата која што верува дека гласа за ВМРО, со уцени, со различни типови на уцени, со заплашување, со подкупи. Но сакам да им површам и од тук, дека нема да не скрши, нема да им дозволиме да не скрши. И треба да знам, кој тргнал против својот народ, секогаш може заврши. Не им се плашите нику вие, затоа што тој кој со страв сака да владее, нема да трае долу. Ова е марионетска власт, донесена заради потреби на други. Ниту една марионетска власт во светот не траева долу и нема да трае ни во Македонија. И не забораваме, ние, ВМРО ДПМН, секогаш сме со вас. ВМРО ДПМН е секогаш со народот, и во добро, и во лошо. Рамо до рамо, да ги победиме и да ги поразиме. Крајната цел на овие верани мајковци, драги пријатели, е да се сузбие секој слободномислички македонец, кој се грижи за својата држава, кој сака својот јазик, кој сака својот идентитет, ја сака својата нација, својото име. И преку разни механизми да се делува, да луѓето почнат да размислуваат дека сакањето на својата држава не е нешто модерно, дека тоа е демодерно, а дека модерно е, например, легализирање на хомосексуални бракови и усвојување деца, дека модерно е легализација на марихуана, дека модерно е максимализација на алкохол и така натаму и така натаму. Нормалното го прават ненормално. Ненормалното сака да не научат дека било нормално. Тоа нема да им дојде кај овој народ. Овој народ знае и што е нормално и што е ненормално. И што треба да се сака и што треба да се дојде. Секој кој ќе помисли да си ја штити државата, како што беше на 27 јар, секој кој снимал документарци за македонските дејци, кој бил вклучен во градба на споменици на македонските герои, кој градил патишта, автопати, кој целото своје време, труд и енергија го посветил на оваа држава, треба да се плаши дека ќе биде наместен, дека ќе биде притиснат од било каков процес. Криминалците на слобода, патриотите позаду. Крстичи на слобода. Едно делото, човекот кој е борец за човекови права за македонците во Албанија и единствен македонец градоначалник надвор од Македонија во затвор. Или да речеме убиците во Смилковското езеро, што ги убија 5 македонски деца. Тие ќе се пуштаат на слобода, а дедото што купил коса 4 години затвор. Немилите наследни, драги пријатели, од 27 април. Зошто трајаме на тоа? Немилите наследни од 27 април беа намерно испровоцирани. Тие беа реакција на акцијата за нелегален избор за председател на собранието. Луѓето беа испровоцирани, паднаа на провокација, грешка што паднаа на провокација, но тоа се случи. И што се случи потоа? Со помош на надворешни фактори, од ноторен криминалец и национален предатор, како што е Заев, се прави жртва. Овие луѓе, овие патриоти и родолюби кои таму дојдоа да ја штитат државата, треба да се ослободат
И ние ќе направиме се што е во рамките на нашата моќ да помогнеме да бидат освободени. Гледаме како ослободуваат тешки криминалци од типот на Али Крстич, кој што избегува од затвор на половина служена казна и се смее на сите преку медиумите. Дошол неговиот Зоран Заев во слобода. Гледаме како избегува Бајош со десетици обвиненија и пресуди за најтешки кривични дела. И тој ни покажува двапрста на фотографија, нема победа, против кого? Против народ. Затоа што го извадил неговиот шеф Заев. Гледаме како луѓе кои што се побајали во домашен притвор, како оној Ракич, за осомничени за делење дрога, излегуваат и напаѓаат градоначалници, покажуваат сила. Јавно најавуваат дека со закон ќе амнестираат 1050 затвореници, од кои што најголем дел за нанесени тешки телесни повреди. Кога го слушаме ова, колку и да сакаме да се тера правда и така натаму, не може да не кажеме дека овие луѓе кои што ги прогонуваат до 27 април, веќе не постои логика да бидат прогонувани и прогонот против нив мора да запад. И да се организира кај заборавија се оно што го ветува. Ветува живот со 500 евра просечна плата. Но не само што нема, туку истата и се намалува. Заборавија и на лекарите, на кои ветува плати кои иде до 500 евра. Нема ништо од тоа. Заборавија и на ветувањата за нови инвестиции. Една странска инвестиција не донесла во Македонија. Заборавија и на ветувањата дека ќе го помогнеле домашното стопанство. А во реалност индустријата и износот одат надолу. Производството опаѓа, трошоците за живот растат. А замислете, дојде време покачувањето на даноците да ни го представуваат како да тоа е добра реформа, а во реалноста значи удар од джебот на граѓаните. Но не заборавија да го склучат штетниот договор со Бугарија, без да го прашат народ. И затоа ние велиме, ајде да одиме на референдум да видиме наово што ќе кажат тоа. Драги браќа, со тој договор сакаат да се откажеме од македонското малцинство во Бугарија. Со тој договор сакаат да се откажеме од македонскиот јазик. Со тој договор сакаат да прифатиме дека нашата македонска историја до 1945 била дел и само дел од бугарската историја. И дека треба да се сменат учениците. Нашите деца дојдена да учат дека лидерството во останање не било македонско, туку било бугарско. Дека 11 октомври 1941 не бил ден кога пукнала првата пушка од македонците против фашистите, туку бил ден кога имало идеолошки конфликт помеѓу различните идеолошки страни на бугарското население во Македонија. И внимајте, кој го има стукал да го подпишува, усти да бара парламентот да го усти. Затоа велиме. Ајде да го прашаме народ. Ниту прашаат христијанци, ниту консултира историчари, а најмалку народ. Што не присутни? Сето ова е дел од нивниот голем проект наречен редефинирање на Македонија. Тоа редефинирање засега се гледа дека има најмалку 6 значени точки. Првата точка е промена на името и идентитетот. Тоа е главната цел заради која што СДСМ се донесени на власт како марионетска власт, откако Владимир ги изгуби избори. Втората цел е законот, односно договорот со Бугарија за кој сега избори. Третата цел е да ја населат Македонија со мигранти од Азија и од Африка. Немаме ништо против тие луѓе, си имаат мака, кога поминуваа низ Македонија ни се помагаше, меѓутоа нити тие сакаат тука да се, нити ние можеме економски тоа да го подесиме. Но, за да учинат дека да се покажат дека е према некои други премиери и председатели дека се добри, прифатиле да донесат огромна бројка на мигранти да ги населат тука, да им дадат државјанство и трајно да живеат во Република Македонија. Тоа е третата работа. Четвртата работа е законот за двојазичноста, кој што е неуставен и го туркаат таков неуставен. Цело месец во парламентот се расправа со нив, на крај крена реакција идовме на избор. Петата работа е зголемувањето на даноците,
што ќе видите како ќе се почувствува. И шестата работа е веќе подготвувањето атмосфера за понатаму да има легализација на хомосексуалните бракови и посвојување деца од страна на хомосексуални бракови. Тоа са 6 крупни точки кои што тие ги нарекуваат редефинирање на државата и кои што сега сакаат преку ова класификување на изворите, преточено преку закани, уцени, страв, заплашувања и многу подруг, да го прикажат дека граѓаните им даде веќе доверба, односно дека со гласањето за локалните избори граѓаните им даде подршка за овие 6 точки. Затоа ве молам на 29 да излезете сите масовно и да кажете дали давате подршка за овие работи како што се името, доброволците, Бугарија, мигрантите, да носите хомосексуалните бракови и законот за пријателство. Масовно, достоинствено и гордо да излезете и да го подршите за ново време. И почитувани присутни, во оваа прилика сакам да се обратам и до оние кои што се земјоделци, а тука имам доста луѓе што се земјоделци. Понуди честен и работен народ, кои со мака печели за своите седмици. Вие најдобро знаете дека во сите години кога упатувавме владата, бевме ваш најсилен партнер. Со вас бевме и кога беше добро, и кога беше тешко. И за поплави и непогоди, и тогаш кога требаше да се исплатат субвенции и порано, никогаш не да остават. Сега гледаме како ви оценуваат и ви се закануваат. Но ве повикувам да не и се плашите. Не ви можат ништо. Вие со својот труд заработувате за своите ценности. И знам дека нема да подлегнете на притисоци. Ке се обратам и до работените во различните институции на централната власт, на кои се закануват. Не подлегувајте на притисоци. Сакам да ве поттикнам да се спротивставите, да излезете на гласање и да го дадете вашиот глас гордо и достоинствено, со радост, знаете дека ние сме тука. Секогаш кога на Македонија е потребно, ВМРО да помагне тука. Затоа што со вашиот глас одлучувате да поддржите општина која работи, која ќе створите многу проекти за вашето место на живење и градоначалник кој работи и се грижи за сите. Драги пријатели, сакам да им се обратам и на оние што владеат со криминал и со корупција. Треба да знаат дека нема кунта која победила народ. Нема подрачување која не било осветлено од народ. Лажеа дека се борат против режими, а тие станаа режими. Лажеа дека нема слобода и демократија. Прво нешто што направија кога дојдоа на власт, почнаа да укинуваат демократијата и да намалуваат слобода. Велеа дека нема независност на меѓумите. А прво нешто што направија кога дојдоа на власт, ги уценија собствениците на меѓумите и одзетаа нивната независност. Велеа дека ќе работат, а секој ден гледаме како се краде и како се нададува. Оваа држава е на овој народ и не може да дозволи на некој да го украде. Да не дозволиме да ни ги одземат бастионите на ВМРО да помагат. Во сите овие години на власт, СДСМ, во оние години кога беше на власт, и во овие 5 месеци од како е на власт, од почетокот на мандатот, не направија ништо за оваа општина. Дали нешто СДСМ направи за општина Зрновци во овие 5 месеци? Ништо. Дали некогаш кога беа на власт направија нешто, на централна власт нешто за Зрновци? Драги пријатели, во општина Зрновци, ќе ве подсетам, кога дојдовме на власт, во општина Зрновци имаше 279 работници. Толку беа се на се регистрирани работени во општината Зрновци. 279, еве речеме 280, да заокружиме. На крајот од 2016 се 565. Тоа е дублирање на бројот на работени во општината. Тоа е добра работа. Каква работа е добра работа? Истовремено, драги пријатели, сакам да информирам дека ќе обезбедиме учениците од прво до пето одделение да добиваат од општината здрав и бесплатен оброк,
Со тоа ќе има здрава храна, а родителите еден трошок помалку за нивните деца. Општина Жуновци и Божа Станко ќе овозможат можности за граѓаните за стекување на собствен дом по символична почетна цена од 1 евро. За оние кои немаат дом, кои немаат куќа, ако им треба земјиште, ќе го добијат со почетна цена од 1 евро квадрат и ќе бидат ослободени или драстично намалени комуналиите кои ги платиат за изграда на куќа. Исто така, социјално анонимните семејства кои што заостануваат со плаќањето на комуналии ќе добијат отпис со датум 30 септември 2017. Нудиме концепт по кој нема да има неасфалтирана и неосветлена улица и која има парк во секој мал. Драги граѓани, овдека во Зрновце, како што кажа пред малку и нашиот градоначалник, се направија многу нешта. И може да се